Се наоѓаме во кругот на Општа болница Струмица, каде што разговараме со директорката на болницата, доктор Катерина Кузмановска. Докторке, каква е состојбата со ковид пациентите во Струмичката Општа болница? Дали имаме зголемување на бројот на лица за кои што е потребно болничко сместување? Јас само сакам да кажам дека во однос на, да земеме минатата недела, бројот на пациентите се намалува. Значи, ако минатата недела имавме некаде околу 130 пациенти, сега бројот на пациентите ни е вкупно, значи лежечки со оние кои доаѓаат на дневна болница 100 пациенти. 40 пациенти се на хоспитално лекување, значи во болница, сместени во адаптираниот се уште ковид центар и во модуларната болница. Јас спомнав во изјавата, во модуларната болница почна да функционира дежурна екипа за хоспитализација на пациенти и истовремено таму се и пациентите кои што доаѓаат на дневна болница 2 пати до 3 пати во текот на денот за примање на инфузиона терапија и за следење на состојбата. Сите оние кои што имаме влошување на состојбата и потреба од хоспитализација или кислородна поддршка, веднаш се хоспитализираат. Значи имаме празни слободни места во моментот во модуларната болница, а готово и при крај ни е завршена и делумно реновирањето на инфективно оделение, каде што имаме централен кислород, како што спомна во претходните изјави. Се е готово, само чекаме да стигне резервоарот со течен кислород, истиот да биде приклучен за неколку дена, да можеме пациентите кои што ни се во адаптираниот ковид центар да ги сместиме во подобри услови на инфективното оделение на втори спрат. По завршувањето на овие активности на инфективното одделение, со колкав капацитет за сместување на лица од COVID-19 ќе располага Општата болница? Значи, во модуларната болница имаме 37 болнички легла, во инфективното оделение 25, значи натечен кислород, и во адаптираниот ковид центар имаме 27 болнички легла, што значи дека ќе имаме доволен број. Меѓутоа, со тенденцата за намалување на бројот на пациентите во овие денови, јас се надевам дека во наредните 2 недели пикот ќе се намалува, се разбира, мерките вродија со плод. Јас повторно ќе апелирам до граѓаните, значи да ги контактираат своите матични пациенти секој дневно, за да може да се следи состојбата, затоа што бројот на персоналот кој што ние го имаме кај нас, значи тоа се 3 инфектолози, и вклучените специјализанти прават се од себе, меѓутоа мора да бидеме максимално ангажирани сите за следење за состојбата на пациентите, кое што се менува за многу кратко време, верувајте, за 2, 3, 4 часа. И затоа апелирам, значи, континуирано следење во матичните амбуланти. Ние тоа го правиме следење на пациентите кои што ни се веќе тука во дневна болница, за да реагираме на време и во однос на хоспитализација и кислородна поддршка, и во однос на транспорт за Скопје, значи постојано сме во контакт со сите клиники и транспортираме секој дневно, сме имале денови и по 6 ризични пациенти. Дали во моментов има позитивни на COVID-19 помеѓу медицинскиот персонал, лекари, медицински сестри или болничари? Да, значи имаме во моментот позитивни медицински сестри и болничари. Во моментот мислам дека се околу 14, меѓутоа со бројот на персоналот кој што го имаме, ние ги прераспределивме, успеваме да менаџираме. Имаме 6 нови медицински сестри во моментот кои што се вклучија млади до прва примена и се вклучија активно на вистина во работата веднаш во ковид центарот. Правиме прераспределба помеѓу на медицинскиот персонал помеѓу сите оделенија, значи сите се вклучени во работата. Јас сакам да искористам приликата да се заблагодарам на целиот персонал во Општа болница Струмица, особено оние кои што работат во инфективното оделение и во ковид центрите. Напорно е, работат, верувајте, по 24 часа во скафандери со заштитна опрема и даваат се од себе да можат да одговорат. Специјализантите се исто така вклучени. Сега имаме прва и втора смена лекари кои што ги пратат пациентите и во ковид центарот, прва, втора смена и на инфективното, и имаме прва смена и дежурен лекар и во модуларната болница за континуирано следење, затоа што реков, клиничката слика се менува и потребно е еден континуитет во следењето на пациентите, и можам да кажам дека во последните 2-3 недели клиничката слика е многу потешка, за разлика, најверојатно се работи за новиот тип на британски вирус, и клиничката слика се
менува многу побрзо и многу потешка за разлика од порано. Колкава е просечната возраст на хоспитализираните пациенти? Дали имаме и помлади лица кои што имаат тешка клиничка слика? Да, значи можам да кажам дека последниот месец не бира возраст. Засегнати се и доста млади пациенти, значи најмладиот пациент кој што сме го транспортирале за Скопје имаше 24 години. Има доста пациенти помлади, меѓутоа ние онаму каде што навистина има потреба од поддршка на евентуално инвазивна респираторна поддршка и онаму каде што треба да се интервенира во терцијарна здравствена заштита, веднаш сме во контакт и ги транспортираме пациентите. Меѓутоа кај некои пациенти клиничката слика многу брзо се менува и за жал имаме и завршуваат со смртен исход. Јас сме навистина сочувство до фамилиите, меѓутоа се соочуваме со нешто кој што се уште немаме доволно докази. После 2-3 години можеби и имаме студии направени и пак ќе кажам, значи ако продолжиме да внимаваме, значи да одржуваме хигиена на рацете, да носиме маски, да држиме дистанца и се разбира ќе потенцирам да се имунизираме, јас мислам дека ќе се избориме со ова зло. Доктор Кузмановска, ви благодарам за разговорот.